Бидејќи нашиот премиер обожава математика и е математички секогаш прецизен, еве една весела математика за него. Многу луѓе не знаат, но нашата држава законски се плячка кога се откопува рудно благо во нашата земја. Сега ќе ви објаснам и како. Законот е многу комплициран и многу бројки варираат. Најпросто кажано е, за да извадиш 1 тон бакар ќе го земам за пример, поше полесен за калкулација, ти треба да извадиш 1000 тони земја. Од тој 1 тон бакар кој што ќе се продаде, државата зима 5%. 1 тон бакар е 10.000 евра, државата зима 500 евра. Општината каде што се копа бакарот зима 78% тие 500 евра, државата зима 22%. Од тие 78% или ти 360 евра, кои што ги зима општината законски е должна само 4% да одвои за реставрирање на местото каде што се копало тоа рудно благо. 4% од 360 евра е 15 евра. 1000 тони земја се ископани и општината мора со 15 евра да реставрира 1000 тони земја. Јас уште не знам работник во Македонија кој што има дневница од 15 евра. Како општината може да реставрира 1000 тони земја со 15 евра? Ете, такви привилегии уживаат луѓето кои што ги експлоатираат нашите рудни блага и кои што ни уништуваат нашата околина за да ги експлоатираат тие рудни блага. За ова постојат две решенија. Едното решение е државата да добива повеќе пари од што добива сега, но тоа капиталистите најверојатно нема да го сакаат. Приватните компании воопшто не би им се допаднала оваа идеја. И второто решение е државата да почне сама да си ги копа своите рудни блага и целиот профит што ќе го оствари, сама да си го распределува законски како треба. Само кога државата би имала собственост на своите рудни блага, може да контролира и животна околина и да остварува профит, а реално со тоа најсреќни би биле нашите граѓани.